Добър ден, драги ученици! Добре дойдохте в видео наставата по македонски язик намената за ученици от пето отделение. Najpървим ќе ве замолам да го прочитате овој изводок од текст. За по-големо внимание можете да го паузирате видеото. Што забележувате во извадокот од текстот? Зошто одредени зборови се означени со црвена боја? Ајде да размислим. При пишувањето често имаме потреба да ги скратуваме зборовите. Овде имаме некои зборови кои што не се целосно напишени. Дали ги препознавате? Дали ги употребувате, ги пишувате? Овие зборови се нарекуваат скратеници. Зборовите се скратуваат така што се пишуваат само неколку букви наместо целиот збор. Скратениците во македонскиот јазик се добиваат со скратување на одделни зборови или со спојување на група букви од зборовите што влегуваат во состав на сложени називи. Постојат повеќе начини на скратување на зборовите. Се пишува само првата буква наместо целиот збор, скратувањето на зборовите до првата самогласка на зборот, скратување на зборовите до првиот слог, со поврзување на првата и последната буква или последниот слог. Пример. Уште 1 метар и ќе стигнам прв. Уште 1 м и ќе стигнам прв. Треба да пиеш 2 литри вода на ден. Треба да пиеш 2 л вода на ден. Ви се обраќам вам, госпоѓа Валентина. Ви се обраќам вам, га Валентина. Пишувањето на скратениците е различно. Некои скратеници се пишуваат без точка, некои се пишуваат со точка, кај некои се одделуваат со цртичка, има некои скратеници кои се пишуваат и со големи букви без точки. Скратениците за мерки кои ги употребуваме во математиката за мерните единици се пишуваат без точка. Г грам, Л литар, ХЛ хектолитар, ММ милиметар. Скратеници кои се пишуваат со точка. Г точка господин, ГР точка град, Т точка е точка тоест, ИТН точка и така натаму, БР точка број, ИДР точка и друго, СТР точка страница, НПР точка, например, проф точка професор. Скратеници кои се пишуваат со цртичка. Д цртичка Р доктор, М цртичка Р магистер, Г цртичка Г госпоѓа, Г цртичка Ц госпогица. Скратеници кои се пишуваат со големи букви без точка. САД Соединети американски држави, МТВ Македонска телевизија, ИК Извршен комитет. Каде најчесто ние ги среќаваме скратениците? Скратениците ние ги среќаваме насекаде, во секојдневното пишување, најчесто најпрвим во училиштето, на влезот во училиштето каде што го пишува името на нашето училиште. Пред називот, односно името, стои скратеница која пишува ОО, У или ОУ или ПОУ, СОУ и слично. Тоа означува основно училиште, општинско основно училиште и слично. Во математиката, како што рековме, при мерењата најчесто ги употребуваме скратениците, но тогаш тие скратеници најчесто се пишуваат со латинични букви. Во учебниците, работните листови, збирките, кога пишуваме дати, годината 2020 година, например, Г точка или год точка ја скратуваме на овој начин. Кога набројуваме нешто, ИДР точка, ИТН точка, ИСЛ точка. Еве некои примери каде ги среќаваме исто така скратениците. ООУ училиште. Во овој пример ООУ значи основно општинско училиште, С точка означува село. Г
точка. Година, значи на датите. УЛ, улица. БР, брой. Ден, денари. Ево още някои примери на скратеници. ОУ, основно училище. МАНУ, Македонска академия на науките и уметностите. ПТТ, поща, телефон, телеграф. НОБ, Народна освободителна борба. РСМ, Република Северна Македония. И ученици, сега за вас една задача. Потребно е да ги вземете тетрадките и моливот и да отговорите според примерът. Ова задача имате исто така и во учебникот по македонски јазик на страна 155. Потребно е да ги препишете скратениците и да ги напишете нивните цели назви. Пријатна работа и ви благодарам на вниманието.